Со почесно дефиле во касарната Илинден во Скопје, армијата на Република Македонија денеска го одбележа 20 годишниот јубилеј. Пред државниот врв, предводен од председателот и врховен командант Ѓорѓе Иванов, како и премиерот Никола Груевски, председателот на собранието, министри, пратеници, амбасадори, воени аташеа, беа представени ешалоните од сите единици на армијата, борбените средства, техниката и воздухопловите кои се во формацискиот состав на АРМ. На дефилето учествуваше и ешалонот вооружените сили на САД, а беше проследено и од голем број граѓани. Во рамки на одбележувањето на јубилејот изминатите денови содржи свечена академија во домот на армијата. Беше положено цвеќе пред споменикот на паднатите армиски припадници, врачени чинови на унапредените старешини и награди и признанија на пензионираните генерали, воени и цивилни лица и доделени значки на загинатите македонски мировници во хеликоптерската несреќа, како и во конфликтот во 2001 година. Во касарната Илинден вчера содржа и почесна артилериска стрелба. Развојниот пат, обуката и едукацијата на припадниците на АРМ засилено почна со оружјето и опремата на територијалната одбрана, откако во март 1992 година поранешната Југословенска народна армија од тогашната трета армиска област при повлекувањето од државава однесе целото оружје и муницијата. На 23 декември, една година подоцна, собранието ја верификува одлуката за полноправно членство во НАТО како стратешка цел. Во ноември 1995 година, Македонија стана 27-та членка на иницијативата Партнерство за мир, а во март следната година беше примена и во Северноатланскиот совет за соработка. Армијата на Република Македонија во 2002 година го почна реформскиот процес, што треба да резултира со заслужена покана за членство во НАТО која се одложува поради блокадите од Грција. Степенот на борбена подготовност на припадниците на македонската армија практично се покажува и преку ангажирањето на одделни состави на армијата во меѓународните мисии во Авганистан, Ирак, Босна и Херцеговина, како и со партиципација во мултинационалната мировна бригада Сибрик.